Синоќ беа доделени признанијата и наградите за најдобрите во спортот за 2024 година на град Штип. Ултрамаратонецот Тони Манев ја доби наградата за спортски подвиг за 2024 година. Тој минатата година стана првиот македонец кој истрача 271 км на трака во Швајцарија. Манев за МН телевизија откри дека во 2025 година ќе учествува на трака во Норвешка долга 302 км. Секоја награда е мотив плюс за секој спортист и секој спортист се надева на секојаш да биде со поголеми резултати. Јас веќе за оваа година имам најавено за еден уште поголем подвиг. Припремите ми се веќе почнати, значи еден најавен ќе трчам во Норвешка од Осло до Берген, трка долга 302 км. За оваа трка сега се подготвувам малку, не само да се заврши, значи се надевам на еден добар пласман. Најпрвина цел ми е да ја завршам трката под 100 сати, односно под 90 сати ми е целта. Ракометарката Марија Анчева ја доби наградата за најуспешна жена во спортот. Таа одново беше најдобар стрелец во македонската Суперлига со најмногу постигнати погодоци. Исто така со Стиво избори место меѓу најдобрите 6 во државата, односно нејзиниот клуб настапува во плейоф сегментот од ракометната елита на Македонија. Анчева е член на сениорската ракометна репрезентација на Македонија. Оваа награда е многу значајна за мене, бидејќи ова го покажува успехот што го имам постигнато за минатата 2024 година. Да, и 2023 ја добив исто оваа награда и се надевам дека за сите други спортисти и посебно жени ова ќе биде поттик за да учествуваат многу повеќе во спортот и да се знае дека тие не се дискриминирани, туку сме еднакви со машкиот пол. Да, го остваривме она што го бевме замислиле пред една година. Влеговме во 6 најдобри екипи во Суперлигата на Македонија. До сега ракометен клуб не е бил во плейоф, значи ова не е голем успех што го имаме постигнато оваа година. Имаме неколку заселувања за вториот дел. Ќе биде многу тешко, имаме доста голема конкуренција, екипи од многу поголем ранг. Се надеваме дека ќе покажеме добри резултати и ќе биде исто успешна година за крај. Награда за најдобар тренер доби Бобан Данов, награда за најдобар спортски судија доби Даниел Илиев, а пак за спортски работник Дејан Величков. За најдобар спортски клуб беше прогласен од бојкарскиот клуб Штипугда, а пак за спортски амбасадор Планинарот Зоран Николов. Најдобри резултати во училишен спорт имаат основното општинско училиште Ванчо Прке и средното општинско училиште Славчо Стојменски. Доктор Ѓорги Стојчев доби награда за животно дело во спортската медицина. Телевизија МНЕТ доби признание за придонес во спортот. Изминатата 2024 година МНЕТ телевизија реализираше голем број на директни преноси од фудбалските надпревари од втората и третата лига, како и од футсал лигата. Го започнавме и спортскиот магазин Трибина кој го посветивме на македонскиот спорт. Признание и награди беа доделени во категоријата пионери, кадети, младенци и сениори.